Проектот за зајакнување на општинските совети беше од големо значење за советниците. Во тој проект имаше обуки од повеќе бранши за кои што се запознаа подобро и полесно советниците да донесат одлуки, правилни одлуки во локален економски развој во општината. Најприоритет беше обукана за буџетирање, каде што советниците се запознаа со полесно правење и читање на буџетот на општината. Мислам дека проектот треба да е пред време за советниците, пред да почнат да бидат советници од тие што се номинирани, за да полесно и подобро функционира советот и поедноставно даваме правилни одлуки во општината. Ја по професија сум лекар и сите советници се различни. Имаме пензионер, имаме економист, имаме инженер, секој по неговата бранша си се одлични, меѓутоа сепак во советот се дискутират многу поголеми работи од надвор од браншата што ја работаме и не сме биле во контакт со такви да се справиме со такви одлуки и мислам дека после проектот беше многу поедноставно за да се донесат одлуки и да се спроведат одлуки не од нивната страна. Бидејќи сме рурална средина, од прилика имаме од секое село по еден советник. Советниците се многу блиски во контакт со местните заедници од тие локални населени места и нивниот контакт е многу битен, што тие се гласници на нивните барања и се трудиме нивните барања да ги спроведеме и на дело. Комуникацијата ни е многу добра со местното население, сме отворени за секоја дискусија, ги прифаќаме нивните барања, ама секогаш правиме едно рангирање кој е приоритет од нивните барања и во кое населено место имат приоритет за да се направат нешто за тоа население. И секогаш тие самите измеѓу се трудат за да одберат кој е приоритет, па втор, па трет. Форумите во заедницата после проектот одеше многу полесно и поедноставно со повик на состаноци, каде што самите местни заедници задоа своји проекти и од тие проекти си гласаа самите кој е приоритет за местното население. И мислам дека самите председатели или тие што беа членови од местните заедници си се договараа кому да дадат приоритет и беше многу поедноставно зашто бевме и ние советниците за да одлучат и да донесат правилна одлука. Општината досега е многу транспарентна кон населението, во неговиот сајт се објавува. Работа на самата општина е многу транспарентна и мислам дека населението е запознаено со работата на општината во моментот. Транспарентност секогаш е отворено и самиот градоначалник е многу отворен човек и кој што знае да слуша и да се договореме и да дадеме помош кон населението. Бидејќи сме рурално место, политиката за родова еднаквост се трудиме да бидеме многу отворени и да привлечеме жени во некои функции. Нашата општина имат капацитет за да жените имат места, функции, само сакат малку поддршка. Еве, јас сум председател на Совет, првата жена после толку години, имаме директор на локални институции, имавме пратеничка. Сакаат да гласаат, бидејќи мене ме изгласаа како советник, имаме и повеќе, немаме многу советнички, тие сме 4, ама мислам дека граѓаните ќе го поддржат, ако имат жена кандидат за градоначалник.